ден, почитувани гледачи. И во денешната емисија со содржините на вкусот на традицијата ви го презентираме новиот рецепт на денот, што можеби ќе ви даде идеја што да сготвите токму денеска, ако се размислувате. Се разбира, обрнуваме внимание секогаш на македонската традиционална кујна и е посветена на следните генерации со цел да се сочува ова наше традиционално богатство. Во денешната емисија наш гостин е господинот Андреј Арсовски, кој што за сите вас можеби што не ја гледавте претходната емисија, тој е студент на Електрофакултетот во Скопје, инаку обожува да готви и е предпознатлив со својата страница на Facebook Сам свој мајстор. Сам свој мајстор, тоа е негово лого. Значи, пронајдете го на Facebook, Сам свој мајстор, Андреј Арсовски, ќе ги видите сите убави фотографии и сојадењата што токму тој ги приготви. И тоа беше и се разбере една од најголемите причини да го поканиме Андреј да биде гостин во нашата емисија. И за денешната емисија што ќе ни подготвиш, Андреј? Најпрво, добар ден и од мене, поздрав за сите гледачи на оваа прекрасна емисија. За денес ќе спремиме компир манџа на еден традиционален македонски начин. Ова рецепта од кога ја научи? Ова рецепта е по рецептот на баба ми, на оној начин на кој таа го приготвувала ова јадење. При тоа ни се потребни стандардно компири. Колку компири? Па За четворочлено За четворочлено семејство околу 1 килограм до килограм и пол компири. Добро. Половина килограм свинско или телешко месо, тоа по ваш избор. Сува пиперка, кромит. Колку кромит? Една главица кромит. Глава. Половина домат, морков, малку младо лукче, мешан сув зеленчук, сол, бибер, буковец, оригано и црвен пипер за крај за запршката. И масло и вода? Точно, масло за готвење и околу 1 децилитар масло за готвење и околу литро до литро и пол вода. И брашно, нели, за запршката. Да. Тоа со црвениот пипер, значи ќе ја направиш со сите македонски мишани. Так. Ајде, повели Андреј, да почнеме. Да и јас ќе ти помагам. Месото. Јас може да го сечам кромитот за тоа време, додека ти го сечеш месото. Јас ќе го сечам месото. Месото го сечкаме на ситни парчиња. За полесно и побрзо да се свари. Јас компир манџа сакам многу да јадам, Андреј, во секое време од годината. И лето, и пролет, и зима, во секое време ми е убава. Или имаме одредени тешки јадења како сармата, подварокот и многу други зимски јадења што не е возможно да се јадат во текот на зимата, а компир манџа е многу здрава, дури да ти кажам, јас си готвам и на мојата внука Јана, која ќе дојде кај мене на гости, токму оваква манџа и права. Приготвена на традиционален начин, претпоставувам. Да, и многу сака да ја јаде. Так. Еве тоа ќе биде и стимул и за младите мајки да ја прават оваа манџа за своите дечиња. Бидејќи не познава генерација овој рецепт. Точно, многу убаво кажано. Браво, Андреј, не познава генерација, на вистина. Кромидот е веќе ситно исецкан. Повели? Додадеме малку вода. И тука ја употребуваш ова тајна твоја. Да. Значи, прво на вода, кромидот на вода, не на масло. Повели? Додека ти се динста кромидот, може јас да го сечам компирот? Па јас би почнал со со пиперката. Добро. Така. Но јас во меѓувреме ќе го исецкам морковот.
Андре, овие се многу лути пиперки. Да ги ставам сите? Ќе го одвоиме семето. Доволно се, мислам дека ќе бидат доволно. И некоја семка нека остане, затоа што дава посебен вкус на манџа. Не премногу луто, но доволно за вкус. Да. Токму оправдано, сам свој мајстор. Одлично лого си одбрал. Веќе долго препознатливо, да, во Facebook и во Instagram етерот. Ќе додадеме и сувата пиперка. Се уште масло не додаваме? Не. Додека не омекне кроминот, дури може да додадеме и малку вода. И морково да омекне и да пушти на морковот везената малку пиперка. повеќе време да. Добро. Да омекне. Добро, тој потоа ќе се вари со месото, со помпирите. Ама препорачливо е тука додека може би тука лежи тајната во вкусот на таа компир манџа по твој рецепта. Така. Тоа можеме да го исцикаме компирот на поголеми коцки. Може слободно поголеми. Да. Добро. Како ти ја замислуваш, како ти ја си ја правиш? Па ова е мојот традиционален начин на приготвување на оваа македонска традиционална манџа. Пред ќе го ставиме за следниот дел од емисијата. Добро. А лукчето да ти го насечкам? Го ставаме на крај, кога ќе почнеме да ни биде подготвена. Вршиме, додаваме. Доволно е ова? Доволно се 2 лукчиња. Че сега е греота да не користиме нели младо лукче. Додаваме мешан суп зеленчук. Малку сол. Ти барат ли рецепти на Facebook? Најчесто повозрасните. Да? Се случува да побараат, а со задоволство Ајде сега ќе имати можност поделувам, да те следат на вкусот на традицијата, да видат како ти тоа во животот. Не само повозрасните, туку и луѓето од помладата генерација. Може малку орегано. Сосем доволно. Сега ќе причекаме, значи, да биде да. Кромидот готов пред ставањето на маслото. Така. Време е за масло? Да. Веќе кромидот доволно омекна, заедно со морковот. Гостите што дојдоа сега во Етно село ми прашуваат што се прави, вика овде толку убаво што мириса. Чуште малку да се пропрши. Да. До сега само се динсташе. Препорачливо и да се пропржи малку. И мешаме да не ни загори крумиот. Јас мислам дека е доволно. Добро. Сега ќе ти е потребно тенџерето. Тенџерето, точно. Повели. Тенџерото ќе ставиме сосема малку вода. И ќе го додадеме компирот. На овој начин компирот ќе биде не само варен, туку и нешто слично на рестован пекарски компир. Јас ќе ти помогнам. Може и така. Кога ќе се свари компирот, убаво кога ќе биде сварен, тогаш се додава месото или кромидот. Која е постапката? Месото може да го додадеме сега со компирот, а после половина час да го додадеме и кромидот.
Добро. Може да додадеме и сосема малку масло за готвење, за да не биде само на вода. А тука ставаш зачини со мешан со зеленчук. Па обично Или тоа се го практикувам пред запршката, да. Затоа што никогаш не знаеме колку вода ќе ни остане од тоа што сме. Андреј, секоја чест ми импресионираш Так. каков мајстор си во кујната. Так, баш ми е мило што ме така. Че го ставаме да ври од прилика половина Половина час. час, да. Добро. За половина час ќе продолжиме со манџата. Проверуваме дали се средно варени компирите. Да, мислам дека е доволно. За момент само ќе ги тргнеме од оган, за да го пропржиме лукчето заедно со кромидот. Така. Малку само да се пропржи, потоа ќе го додадеме во манџата. Добро. Од кога добро ќе се пропржи лукчето. И сосем е поинаку, Да, нели, кога друг се е пржи лукчето. Лукчето, така. Посебен вкус дава. И шмеки дава Да. на манџата. Мислам, Како путер, како кајмак си го Е, направил до, кромидот и останатите па така составки. да се кристализира, што би рекле професионалните готвачи. Сето ова го додаваме во тенџерето. Ајме го навамо тоа. Додаваме околу половина литар вода. Промешуваме. За сол ќе пробаш? Па мислам дека е рано би оставиле негде околу Само да пробаш 15 дали до е 20 доволна. минути Или да поврие. Добро. И откако ќе зоврие Да, по потреба и само 20 додаваме- минути поминат, се додаваме додаваат вода зачините и зачини, останати така. и веќе ќе биде редот за запршката. Да, тоа на крај. Добро, на самиот крај. Да. Ова ќе го оставиме да поврие некаде околу половина час. А потоа ќе видиме како ќе ја наместиме трапезата, што Так. се ќе За ставиме да вкусиме со од ова. компир манџата, каква салатка, пипурче, пиперчиња, со лукче, со оцетче. Нешто пак традиционално и нешто Да. македонско. Има тазе леп сега само што го испекува фурна. тука во кујната во Так. едно село. Они секој утро, знаеш, кога ќе дојдат на работа, прават тесто, остават да надојде тестото и си Так. го прават лебото овде сами. Одлично би Да. одело со ова компир манџа. Супер, Андреј, сега јас ќе те пруштам малку и низ едно село да го видиш, Так. затоа што прв пат си дојден додека ни се вари манџата, само да не ни изгори на Не, крај. се надеваме дека нема. Се шегувам. Така. Се гледаме со вас кога ќе биде готова манџата. Додека ни се вареше манџата, јас и Андреј си ја расчистивме работната маса и сега веќе е Останува моментот Да го додадеме само патлиџанот. така, ќе додадеме само половина. Само ради вкус, да го даде оној киселкав вкус на манџата. Да, па во македонска манџа ако не се стави патлиџан, Патлиџан, не бива, нели? македонска Кромидот е манџа. алфа и омега за Так. секоја една манџа, тава, а и патлиџанот исто така. За момент ќе тргнеме манџата од шпуретас. Ќе додадеме малку сосема малку масло за готвење. Со колку љубов ти сето тоа го правиш, Андреј. За Секогаш. ова треба и трпение, и време, и желба, и се. Ова ти доаѓа како одмор кога ги подготвуваш испитите? Релаксација? Најчесто да. Да. Во зависност од испитот кој го подготвувам.
А ти инаку свириш и армоника и знаеш така, да земеш и веќе армоника. долги години, да. Многу години свириш. Така. А знаеш исто така да си ја земеш армониката, да си отсвириш нешто за срце и за душа, и на тебе, и на мајка ти, и на Прилог баба ти. со убаво приготвена храна. Значи, секако мора да се прво пропржи. Да. Патлиџанот. Затоа што За се разбира, убаво се што да е се- претходно испржен малку, има поубав вкус. Доколку немате свеж домат, Може слободно да томатно пире. томатно пире. Така. Можеме слободно да го испасираме на некој начин патлиџанот за да пушти од својот сок. Затоа што уште ги немаме оние зрели, големи Така. патлиџани, јабучари што ги викаме. Тие се полни со сок и добри за зимница правења и летно време за салати, за манџи и домашни салца да правиме од нив. Така. Јас мислам дека Доволно. ова доволно, да. Ќе го додадеме манџата. Ни остана само уште за пршката. Ќе додадеме малку Значи масло маслина. околу 1 децилитар. На претходно загреано масло Да. додаваме малку брашно. Да замириса онака на Така. испржено брашно. Не мора Што премногу. мислиш ти, Андреј, околу теориите кога сите зборуваат дека запршките се штетни и така натаму? Меѓутоа, нашите манџи, ако не ја ставиме запршката, нема да биде таа не е нашата традиционална манџа, македонска. токму така. И ја памти се онаа поговорка кога велот немој да бидеш запршкаво се. Така. Некој кога сака многу да се меша во нешто, немој да ама си запршка. Овој пат е неопходно. Од кога доволно ќе зарумени брашното, го тргаме на страна и додаваме малку црвен пипер. Повели? Ќе внимаваме само да не го оставиме предолго на оган. Оти брзо гори црвениот Так. пипер. Ќе видите кога ќе почне да се заединува со брашното, јас мислам дека тогаш е доволно. И како велат старите, Андреј, да жижне во манџата. Да, да. Браво, бе, Андреј, на вистина си маестро и во кујната. И во кујната, Секоја така? чест. Фала. Ме восхитуваш толку хубавите млад, зборови. а така готвиш со сите старски мишани. И на крај да го изчистиме тавчето на препознат лик македонски начин. Вака приготвено, доволно е од 2 до 3 минути да го оставиме да побрие на тиво оган, се разбира. Како помириса. Денеска имам чест да ја јадам најубавата компреманџа што ја направи Андреј. Андреј, за ова твое дело ти благодариме сите што ни покажа како може еден млад човек да си ја почитува традицијата пред се, своите обичаи
да си го почитува семејството, мајката, бабата, и тука би сакала да ја поздравам и твојата прекрасна мајка, Благодарам. Светле, Така, благодарам. и да ја поканам да дојдете заедно во етно село, а може сега јас да те послужам Може, од со задоволство. манџата? Јас како домакинка тука. Така. Ама ти беше главниот готвач. Сите и во кујната, вика, кога ја сервира манџата, вика, бре, ова дете како убаво готвело. Повели? Благодарам. Значи, помпре манџата, знаете дека можете да ја јадете секогаш во зимно време со салата, ова што е жива туршија, парени пиперки, пролет, лето, есен со свежи салати, со лепче, доколку обожавате пиперки, салата од патлиџан, значи во многу Комбинација со се, комбинации. така. Да. Нека ти е на здравје и пријатен ручекот. Фала и на тебе. Пријатен ручек. Фала. О, Епа, имало зошто Андреј така се едно по едно кромидот со вода, па посебно запржено патлиџанчето, па посебно масло да се додаде, па везеното пиперче, оно имало зошто се си бара свое. Браво, многу е вкусно. Па и малку лутки. Да, тоа е од Лутки везената пиперка што. Од везеното пиперче, леле, прекрасно е, прекрасно. Значи, вистинско задоволство е да си има ваков ручек пред вас, здрав, традиционален и со толку љубов Приготви. и со толку желба направен, да си наздравиме, на здравје, да си здрав и жив и повторно да ни дојдеш во емисијата. Портите нашите се секогаш отворени. Добре дојден Ви си. благодарам многу. И за на крај, како и секогаш што ги кажувам мислите и цитатите од книгата која што ме остава секогаш без збор на мојата пријателка Сузана Турунџиева, каде што вели: можеш да си купуваш секој ден нови работи, нова гардероба и се да ти биде ново. Меѓутоа, ако во душата ти е се старо, се ти е џабе. Точно така. На здравје. На здравје. Програми што можат да ја вознемират малолетната публика се препорачуваат